Еве сме денес пак на матка. Овој пат прошетката ја правиме од другата страна на кањонот. Минатата недела бевме до Свети Никола Шишевски, а оваа недела одиме до црквата Света Недела, која што се наоѓа на спротивната страна на кањонот. Има два начина како да се стигне до црквата Света Недела. Првата патека е преку манастирот, што се смееш? 3. Зашто 3? Мајка ти ја саботира мисија. До неј се водат 2 или 3 патеки. Едната патека, веројатно највозбудливата, е онаа која што тргнува од манастирот Свети Андреја доле кај ресторанот на матка кај самата брана. И тој пат оди малку подиректно, меѓутоа првиот дел е доста експониран, стрмен и веројатно не е за со поцко ранец. Вториот кој што ние го фативме денеска е од црквата Света Богородица, од манастирот Света Богородица доле во матка. Проаѓа поред уште една црква, Свети Спас, и излегува горе на Света Недела, каде што не очекуваат веројатно многу убави погледи кон кањонот. Инаку уште од самиот почеток на патеките поставени се доста клупи, нови клупи, а овдека имаме еден летниковец, исто така релативно нов, што значи дека може да тргнете без некоја голема амбиција и некаде по пат да си застанете и да си одморите и да уживате угледките кои што се пружаат. Инаку Олег многу често заспиваше веднаш чим ќе тргнеме на планина, веројатно чистиот воздух, ама последниве 2 тури прилично е буден додека ги тераме, што значи дека може малце да гледа и да ужива во природата. Браво. Добар ден. Еви позади ваму имате многу убави погледи. Сега сме ние некаде на крај на март и претпоставам дека за некој месец ќе биде уште многу по-целен, многу по-убава и раскошна ќе биде природата. Во секој случај сега за се оно што го гледаме е стварно многу убаво и пријатно за шетање. Ова е дефинитивно еден од најдобрите погледи на кањон матка што сум ги видел. И оваа екскурзија, ако ништо друго, вреди макар само за овој поглед, затоа што толку убаво се простира кањонот позади, што едноставно ве остава без див. Не знам колку може од тука да се види, ама сега ќе го летнеме и дронот и мислам дека ќе биде многу подобро.
полека стигнавме во дворот на црквата на манастирот Свети Спас. Во минатото тоа било само една мала црквичка изградена во 13 век, долго време бил само тој објект, но во изминативе години полека се доградува, се гради една цела голема црква со камбанарија, има цела трпеза која што се користи за прослава на Спасовден како селска слава, и во изминативе години се почесто веројатно луѓе доаѓаат, заживува сето ова. Има доста масички на кои што може да се седне, да се направи пикник. Од самиот двор на црквата се претогаат убави гледки кон кањонот, ама се надеваме дека тие гледки ќе бидат уште поубави штом ќе стигнеме до црквата горе. Од овдека црквата делува дека е доста високо и експонирано, и веројатно ќе ни треба доста напора да се качиме, ама веруваме дека прилично вреди да се стигне до таму, затоа што гледките од самиот кањон кон самиот кањон би требало да бидат многу убави. Таму ќе опуштиме и дронот па да видиме што ќе се случи. Сега за сега еден мал одмор тука, за да имаме сила да се качиме и да продолжиме понатаму. Си толку расположен? Хаде ке ти. Што ќе изјавите вие за камерата? Што ќе изјавите за нашиот влог? Мама и тата ме изгубија. Дали сте задоволни од денешната тура? Имате уште доста качување, господине, ве молам да не се опуштате. Инаку во дворот не пречека едно прекрасно куче, нема да се плашите, генерално е мирно, малце скокај ќе ве направи лом со шепите веројатно, ама е прилично добро чудно и сака само да си игра. Има едно шарено топче со кое што многу се радува да си игра. Ајде, после убаво одморче, напуштаме црквата Свети Спас и полека се упатуваме кон нашето одредиште, а тоа е црквата Света Неделя, која што се наоѓа сега што ќе видите на оваа карпа позади нас. Делува прилично високо и стрмничко, ама се надеваме дека има еден благ пат кој што иде преку падината и потоа низ камењата по едно како скалички да дојдеме до самиот врв. Ние си продолживме по патот, а очигледно со нас реши да дојде и нашето кученце и да ни прави друштво по патеката, па на симнување ќе си го вратиме во манастирот. Во овој дел веќе патеката станува малку пострмна, има повеќе камења по патот. Со товар од 7 кила и пушење перана со 2-3 кила е идеален кондицијски тренинг.
сме на спротивниот крај на кањонот. Од спроти треба да го видите Шишевски манастир. Не знам колку се гледа доле, ама треба да се види малку и езерото. Имаше баш еден кајак кој што праѓаше. И мислам дека вредеше ово искачување. Последниот дел беше малку напорен, ама вредеше да дојдеме на вакво стварно убаво место. Еве сме кај црквата Света Недела, односно незините остатоци. Оваа црква е една од 5 сочувани во овој предел, значи во кањонот Матка и во неговата околина. Нели ги имаме манастира Света Богородица, Шишевскиот манастир, Свети Никола, Свети Андрија доле, Свети Спас како што бевме пред малку и Света Недела која што се наоѓа прилично високо, некаде речиси на иста висина, може малку повисоко од Шишевскиот манастир. Сите овие цркви се изградени некаде во периодот околу 13 и 14 век. Тоа е периодот кога османлиите нели се пробиваат на Балканот и голем дел од црквите тргнуваат да бидат градени во повисоките места, на помалку пристапни места, и добар дел од нив биле и оградени со ѕидини, и затоа и овие ѕидини што ги видовме кога пристапувавме кон црквата. Од тука се протегаат стварно многу гледки и ова е една екскурзија која што многу вреди да се направи. Околу час и половина ни требаше до тука, без некое брзо темпо, со дете во кенгур, така што мислам дека е доста изводлива тура за сите нешто сакаат малку полабава прошетка во околината на Скопје, која немаат некоја посебна идеја, нити попремногу време да одат. Значи еве сме малку под црквичката. Тука има летниковец направен од планинарско друштво Кораб и од тука се пружа многу убав поглед на целата долина долу, на браната, на патот кон Шишевски манастир, на црквата Свети Спас. Така што ептен вреди да се дојде на ова место. Еве сме на Семињање. Можеме да кажеме дека турата не беше многу страшна, иако доста стрмен беше делот што го гледате од десна страна што го качувавме. Она што може да е битно како совет е да си носите вода, затоа што ние во манастирот барем не најдовме или не знаевме да пуштиме, ама во принцип како е жежок ден како денеска, овие пострмни делови доста ќе го испотат и добре да си имате повеќе вода. Инаку генерално, ајде да кажеме дека нека средна тежина е целата тура и нема да ви треба повише од саат и пол да се качите до црквата Света Недела. Пострамен е само делот на самото качување на Карпат, инаку другиот дел е релативно окей. Зелотско, ова е омилениот дел од патот, спуштањето, кај што секогаш најсладко се заспива и се ужива надоле. Нагоре гледаш што се случува, а сега надоле во царството на сонништата.
Добро, еве сме се прибираме точно на време, времето малку се расипа и залади, ама тоа беше добро зашто не мораше да пече сонце на враќање. Направивме една убава тура, Коцко веројатно ќе се измачи, ама чим гледа и му е интересно, мислам дека е добар, не се зажали, не заплаче, така да иако малце подолго од нашите вообичаени тури со него, завршивме убава работа. До следната епизода.